Овој пост ми е најтежок што сум го напишала. Мојата внука Тивко, воспитано и срамежливо девојче, беше физички нападната од возрастна жена, додека едноставно си играше со топка со нејзините другарки на улица. Наместо детска смеја и игра, таа доживеа нешто што ќе го памети цел живот. Жената што ја нападна работи како негувателка во градинка. Да, токму така, личност на која секој ден и се доверуваат други деца. Сега мојата внука има пукнатина на рамо. Мојата внука има пукнатина на рамото, гребнатини и модрици по телото и отежното дишење. Но она што најмногу боли не е тоа, туку стравот во очите, тишината и повлеченоста. Со неа беа и две другарки, тие не беа физички повредени, но беа психички понижувани и исплашени. Сите три сега имаат травма. Како може да молчиме кога невини души се повредени и физички и емоционално? Јас не можам да молчам. Ова не е инцидент, ова е злоупотреба на доверба, ова е аларм. Во име на мојата внука и во име на секој дете што не знае како да се одбрани, барам реакција, барам одговорност, барам заштита. Децата се наша иднина, нема ништо поважно од нивната сигурност. Ова е во Демир Хисар. И не е само тоа, имало намерни превиди во постапката, пошто наводно се работи за член на една владеачка политичка партија. Член на владеачка партија? Абе, Христијан Мицкоски да дојде тука на лице место на уваква ситуација. У ова не дај Боже, Свети Петар да се симне не ги спасува. Да му пукнеш рамо на девојче, модрици по тело, гребна и отежното дишење, крај, мисля сме завршиле ние со Моавет. А доставе со овие партиски пацови више. Те Бог да чуе, дај тоа земете или избркајте или више ќе почне народов сабна си ги брка луѓето, не сте здрави. Иначе не биле обезбедени сведоци, со пријавителот не бил обавен разговор, видео надзор не бил подигнат, посеченото лице не било лишено од слобода ниту повикано, не бил известен ниту обвинител. Сведоците само иницијативно на 23.4 биле во овара Демир Хисар да дадат изјави и биле избркани од страна на старешински кадар. Лицето СТ работело како воспитуваш во градинката во Демир Хисар, се уште не е побарано нејзино странување од работно место. Наводиве викаат дека се работело за типично прикривање на настан, поради што ако се побара притвор сигурно ќе бил одобрен затоа што се работи за делост кој што се гони по службена должност. Насуство врз дете со ефективна казна затвор. Значи направен е притисок од старешински кадар во овара Демир Хисар. Стварно претеравте, нема ништо свето. Значи ова е неверојатно.